Саботно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Полошките ниви изминативе неколку години се користат како локации за горење на органски остатоци од есенската берба. Чадот од намерно предизвиканите пожари од земјоделците се пренесува во населените места и дополнително го загадува воздухот. Чадот на повеќе места во Полошкото поле кој го регистрираше нашата камера е резултат на намерно предизвикани пожари од земјоделците. Тие после есенската берба од нивите го отстрануваат остатокот од растенијата, плодовите и тревата и се ослободуваат од нив откако ќе ги запалат. Полошкото поле, дош општините Тетово и Гостивар, но и руралните општини од овој регион најчесто гори во утринските часови. Чадот потоа се пренесува во урбаните средини кој дополнително го загадува воздухот. Од територијалната противпожарна единица Тетово вела дека во овој период од годината најчесто реагираат на пожари на отворено, каде во нивите неретко се пали разновиден смет, а пожарот знае да се пренеси на останатата земјоделска површина. Излегува дека треба да идеме ние да интервенираме низ места кај што немаме пристап и земјоделците највише прават грешки што палат оган, а не знаат дека пожарот многу брзо се шири на сите страни. Палењето на стрништа на нивите е строго забрането со закон. Од Агенцијата за потик и развој на земјоделието вела дека органскиот остаток земјоделците наместо да го запалат можат максимално да ги искористат. Самите тие растителни остатоци има доста органска храна која што е многу корисна и потребна на почвата да се врати во самата почва. Земјоделците во таква ситуација би требало да вршат заорување на таквите обработливи површини за да се врати таа органска материја во почвата. Инако во друг случајви многу органска материја би се изгубила. Од Министерството за животна средина изјавија дека надлежни за контрола на земјоделското земјиште инспекторатот за земјоделие, од каде засега не добивме никаков одговор што преземаат за незаконското палење на стрништа и дали воопшто го контролираат Полошкото поле, кое во овој период од годината е извориште на загаден воздух. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари просечно за мобилен телефон месечно троши по 2500 денари. За ресторански сметки за службени ручеци плаќал различни суми од 7000 до 25400 денари. Износите се наведени во последниот извештај за службени трошоци. Колку буџетски пари потрошил градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари за репрезентација и телефонски сметки? Последниот извештај што го објави општина Гостивар за службените трошоци на градоначалникот содржи податоци за летните месеци јуни, јули и август. Вкупната сума за овој период изнесува скоро 100.000 денари или околу 1600 евра. Трошоците на Таравари за овие месеци се поделени во две ставки: угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти и сметки за мобилен телефон. Според наведеното за службени ручеци и слични угостителски услуги, градоначалникот вкупно потрошил околу 91.500 денари. Највисоката поединечна ресторанска сметка изнесува 25.400 денари, а најефтината сума е 7.700 денари. За мобилен телефон Таравари месечно трошел во просек околу 2.500 денари. Претходно беа објавени трошоците на градоначалникот за периодот од стапувањето на функцијата во ноември лани до мај годинава, чија вкупна сума изнесува 230.000 денари. Парите биле потрошени за хотелски сместувања во странство, авионски билети, дневници, сметки за мобилен телефон и репрезентација.
Со 80 гласа за, Собранието вечерва ја донесе одлуката за пристапување кон измени на Уставот на Република Македонија. Покрај 72 пратеници од владеачкото мнозинство за пристапување кон изменување на Уставот, гласа и пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата, меѓу кои Сашо Василевски, Љубен Арнаудов, Елизабета Канчевска-Милеска, Владанка Авировиќ, Крсто Муковски, Зекир Рачмиловиќ и Емилија Александрова. По барањето на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Драган Данев, по електронското гласање се вршеше и поединачно гласање, кое ја покаже истата поддршка за уставните измени. Премиерот Зоран Заев на пресконференцијата, која ја одржа доцна вечерва во Собранието, денот го нарече историски. Оцени дека одлуката на пратениците ја следила волјата на граѓаните, изразена на референдумот. Особено сакам да им се заблагодарам на оние храбри пратеници на ВМРО ДПМН и нивната коалиција, кои го ставија интересот на државата и на граѓаните над партиските интереси и гласаа за, и покрај непотребниот политички притисок од страна на нивното партиско раководство. Одговарајќи на новинарско прашање, тој рече дека имало и други пратеници кои сакале, но не гласале, изрази надеж дека тоа ќе го направат во следните фази. Тој нагласи дека сега предстои долг процес и дека заедно ќе работеле на амандманите за уставните измени. Инаку цел ден се чекаше на собраниската седница на која се очекуваше да се гласа за пристапување кон уставните измени согласно договорот од Преспа. По неколку пати одложување, прво од 12 за во 15 часот, а потоа за во 21 часот, таа повторно не почна на време. По целодневните одложувања на седницата и гласините за тоа, дали обезбедено или не мнозинството, генералниот секретар на ВМРО Игор Јанушев од партиското седиште обвини дека се случувала вистинска драма во Собранието. Тој тврдеше дека структури на власт и, како што рече, структури кои одработувале за оваа власт вршеле жестоки уцени, закани и притисоци врз пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Инаку ова е прва фаза од постапката за измена на уставот. Во втората треба да се утврдат нацрт амандманите и за тоа е неопходно просто мнозинство или 61 глас. Третата и последната фаза е усвојување на амандманите, зашто е потребно двотретинско мнозинство или поддршка од најмалку 80 пратеници. Едно лице поради сериозноста на повредите е препратено на скопските клиники, а две други се повредени во сообраќајка на автопатот Гостивар – Тетово. СВР Тетово приведе дилер на дрога, следува полицискиот билтен. Вчера во 20 часот и 15 минути на автопатот Гостивар – Тетово во близина на клучката кај Тумчевиште се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Даево Ланос со тетовски регистерски таблици, управувано од 23 годишен жител на село Горно Седларце, и патничко моторно возило БМВ со гостиварски регистерски таблици, управувано од 51 годишен жител на село Долна Бањица, соопшти Министерството за внатрешни работи. По незгодата 23 годишниот возач бил пренесен во медицинскиот центар во Тетово, па во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. 51 годишниот возач и неговиот 3 години помлад сопатник од Гостивар се здобиле со повреди и биле пренесени во медицинскиот центар во Гостивар за укажување на лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица Гостивар и се работи на целосно расчистување на случајот. Како што соопшти МВР, вчера во периодот од 16:30 до 18:30 часот од страна на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово по предходна судска наредба бил извршен претрес во домот и помошните простории на 47 годишен тетовец, при што биле пронајдени околу 200 грама наркотична дрога хероин, 2 дигитални ваги, 2 мобилни телефона, една импровизирана цевка и 12.400 денари. Пронајдените предмети се фотодокументирани со потврда одземени и дадени за вештачење. Тетовецот бил лишен од слобода и задржан во полициската станица во Тетово за понатамошна постапка. Во текот на денешниот ден со соодветен поднесок ќе биде изведен пред судија на предходна постапка во Основниот суд во Тетово. Започна реализацијата на превентивно-едукативниот проект Безбедни училишта за меѓуетнички соживот и толеранција на секторот за внатрешни работи Тетово. Во наредните 2 месеци во предавањата и дебатите ќе бидат вклучени 3000 првокласници од Тетово и Гостивар.
Секторот за внатрешни работи Тетово вчера во Тетово стартуваше со реализација на превентивно-едукативниот проект Безбедни училишта за меѓуетнички соживот и толеранција, чиј главен носител е Одсекот за превенција во соработка со Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Со овој проект, кој ќе трае 2 месеци, вкупно ќе бидат опфатени околу 3000 првокласници од средните училишта во Тетово и Гостивар. На предавањата ќе се дебатира за меѓуетничката толеранција и за незиното огромно значење, не само во училиштата, туку и секаде каде што се среќаваат, спортуваат, се дружат и забавуваат младите од полок. На учениците исто така ќе им бидат презентирани и законските импликации во случаи кога тие иницираат или непосредно учествуваат во нарушување на јавниот ред и мир во и околу училиштата, но и воопшто, како и во случаи кои се спротивни на законот и негативно влијаат на вкупната безбедност на подрачјето. Овој проект во Тетово и Гостивар се спроведува неколку години наназад. Во состав на новоотворениот продажен салон на предпријатието за бои, лакови, дараком во Тетово, вчера беше отворена изложбена просторија за декоративни материјали за бојадисување. За сите соработници беше одржана презентација. Изложбена просторија за декоративни материјали за бојадисување, шоурум, вчера беше отворена во продажниот салон на предпријатието за бои и лакови дараком, кој се наоѓа во спортската сала во Тетово. На свечениот собир беа присутни нивни соработници, за кои беше одржана соодветна презентација, при што имаа можност да ги погледнат декоративните материјали и да добијат совети за уредување на своите домови или работни простории, а мајсторите како да ги применуваат овие најнови техники. Тетово и околината веќе беше информирана за отворањето на нашата нова продавница. Денешниот ден би сакал да го обележиме со отворањето на новата просторија во склоп на продавницата, каде што може да се погледнат декоративни техники на бекамент. По тој повод ги поканивме нашите соработници да го обележиме отварањето на нашата нова просторија, шоурум, каде што ќе можат да се видат, значи, материјалите на бекамент. Ги повикувам сите заинтересирани кои сакаат нешто ново во својот дом да повелат, значи, во нашата нова продавница која се наоѓа во склоп на спортската сала во Тетово. Тетовскиот бренд Дараком постои веќе 25 години. Неодамна го отвори својот 4ти продажен салон на површина од 3000 метри квадратни, каде се изложени околу 1000 артикли, материјали за бојадисување и молерисување, како и рачни и електрични алати од познати брендови. Тетово денес беше домаќин на 17-тиот поред меѓународен карате турнир Тетово Опен 2018. Настапија 600 каратисти од 59 карате клубови од вкупно 7 земји. Традиционално по 17-ти пат Тетово денес беше домаќин на меѓународниот карате турнир Тетово Опен. Во спортската сала на медицинското училиште Никола Штейн настапија 600 каратисти од 59 карате клубови од вкупно 7 земји. Значи во овој турнир, како што гледате, масовноста покажува сериозност во работа што ја работиме ние како клуб и како организатори на овој турнир. Значи учествуваат 7 земји, почнувајќи клубови од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна, Бугарија и од Србија. Учествуваат, значи, 600 надпреварувачи од 59 клубови. Се надпреваруваат во 2 дисциплини, кати и кумите, индивидуално и екипен настап. Се чувствувам привилегиран што сум помеѓу вас, спортистите, амбасадорите на вашите земји. Спортот не обевтинува. Тоа најдобро го покажува и денешниот ден. Општина Тетово во континуитет
поддржувал и поддржува вакви настани кои носат и во едно поголемо ниво вашиот труд. За нас Тетово Опен значи многу, затоа што денеска наградот му дава живот и го подигнува на едно поголемо ниво името на нашиот град. Меѓународниот карате турнир Тетово Опен 2018 го организираше карате клубот Фатио Тетово и Карате Федерацијата на Република Македонија. Учениците со оштетен вид активно да се вклучат во спортските активности е целта на проектот Инклузивен спорт наша реалност. По тој повод денес во спортската сала во Текстилното училиште во Тетово децата тренираа голбал заедно со други ученици. Днеска беше на ред голбалот, играта за слепи лица, што најавивме и минатата недела, бидејќи оваа популација е поретка слепи слабовиди на ниво на Македонија и имаме екипата од Државното училиште за слепи слабовиди поканета, каде се овие деца од цела Македонија се тука, фактички еден вид на репрезентација ова, но имаме и други деца кои го гледат, го следат како иде тоа и на крај ќе синхронизираме и они да го прават тоа. Ова е многу интересна игра, на светско ниво е многу позната, ова е олимписка игра, светска игра, каде што има светски првенства и светска федерација за голбалот. На ниво на светот ова е многу позната игра, само кај нас можеби не е доволно развиено, бидејќи помали градови, помала е бројката, спортските сали, фалата и не е развиена толку, али мене многу ми беше битно вие да покажете на граѓаните на Тетово и околината да видат за што се работи, што е ова игра, што значи голбал, како се игра. Ова е игра која се игра 3 на 3, има право на 3 замени, е на 9 метри ширина голот, на 18 метри далечина, на одбојкарски терен може да се каже, и се игра со центар и 2 крилја. Има некои правила на шутот, од колку далечина смее да се залета и вие самите ќе фатите некои секвенции па ќе ги видите тоа. Каква порака сакате да испратите? Па ова е веќе пораката покажана и самиот банер покажува инклузивен спорт. Сите деца треба да им се даде можност да знаат дека не значи дека е слепо слабовидно и не може ништо да прави. Да значи само да докажеме дека за сите категории има активности, има федерации, само на сите треба да им се дадат можност за да можеме, моја цел е во иднина овие активности да бидат колку толку покриени и од општината, за да може да бидат една традиција, да не бидат кампањски, зашто сме рекле, Европска унија, меѓународни институции може да ни помагат кампањски, но не може да не држат во живот секоја година. Така да ова нека биде еден пример, и ние овие сите резултати што ќе ги собираме, ќе ги доставиме до градоначалничката и било кој наред кои ќе бидат новите градоначалници за ова да влезе во програмата на градот и да може секоја година да се има првенства и помасовни и помасовни. Што спортот значи за лицата со оштетен вид? Во принцип, пред се добро здравје, заради тоа што општо е познато дека заради слепилото нашите деца малку помалку се движат од нормалниот свет, како резултат на тоа, на таа статичност во текот на годините, значи со тек на годините на 40-50 години, обично им се јавуваат кардиоваскуларни заболувања и некои други заболувања од ваков вид или ваква природа. Ние се трудиме, значи, со воведување на разни спортови, да тоа го сведеме на што помал број да ги има или ризикот да е помал и така натаму и така натаму. Млада федерација сме, значи не може да се пофалиме со некои посебни спортски успеси. За овој период од кога постоиме, значи воведовме шоудаун или пинг-понг за слепи, воведовме пикадо за слепи. Овие се традиционални спортови, голбалот, например, да речеме, сега има некои 50 на години. Првото првенство во голбал е организирано 68 или 69, не сум сигурен. Во Сарај сега имаме многу подобри услови, тогаш се играше на бетон и така натаму и така натаму. Времето денес беше променливо облачно. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура се движеше од 2 до 8 степени, а дневната во интервал од 13 до 19 степени.
Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно и ветровито, попладне и во текот на ноќта со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 3 до 9 степени, а дневната од 11 до 18. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав викенд.